Премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски и Зоран Заев од СДСМ попладнево во Страсбург ќе се сретнат со тројцата европратеници Ричард Ховит, Иво Вајгал и Едуард Кукан на разговори за излез од актуелната политичка криза. Претходно Ховит, Вајгал и Кукан во Брисел имаа средби со представници на двете партии, но детали од средбите не беа соопштени. Европратеникот Ховит присуствуваше на неделниот протест на СДСМ пред владата, а вчера имаше средби со представници на ВМРО ДПМН кои му соопштија детали за нивниот синокешен собир. Во текот на денот Груевски и Заев во Страсбург ќе се сретнат и со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, кој ќе се обиде да ги помири политичките противници со цел надминување на политичката состојба. За оваа задача Хан синоќа беше охрабрен и од министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата, кои во рамки на Советот за надворешни работи на Унијата одржаа кус состанок и за политичко-безбедносната состојба во Македонија и се договорија подетално да се навратат на ова прашање во јуни. Македонија, Турција и Унгарија утре пак ќе бидат на дневен ред на новата сесија на Европскиот парламент. Европратениците во Страсбург ќе расправаат за политичката криза во Македонија и настаните во Куманово. ВМРО ДПМН и коалицијата ќе најдат начин да го запрат овој залет за правење штета на Македонија, порача вчера премиерот Никола Груевски пред 90.000 граѓани собрани под мотото Македонија силна. Први во тој правец додаде тој презедоа Чекор, Јанкуловска, Јанакиевски и Мијалков, кои, иако без докажана вина, покажа одлука во интерес на државата да се повлечат. СДСМ и Заев постепено ќе станат изолирани, подвлече Груевски и продолжи дека ВМРО ДПМН има план како да ја надмине кризата, создадена од СДСМ и дека ќе го реализира тоа што е ветено. Медиумските куќи од регионот кои се во Македонија по повод актуелните случувања за вчерашниот народен собир известуваа за над 90.000 граѓани кои дале поддршка на Никола Груевски и ВМРО ДПМН. Се пренесуваа фотогалерии како и видеа од обраќањето на премиерот Никола Груевски со коментари дека импозантните фотографии кои се испраќаат од Скопје покажуваат дека Груевски и натаму ужива убедлива доверба кај македонскиот народ. Охрабрени сме од чекорите на владата да ги смени клучните министри и функционери и ја повикуваме опозицијската партија да се врати во собранието, изјави Джеф Ратке, портпарол на Американскиот Стейт Департмент на прашање за состојбата во Македонија. Дипломатски гаф на генералниот секретар на НАТО, пишуваат грчките медиуми за вчерашното обраќање на Јенс Столтенберг на заедничкиот состанок на министри за надворешни работи на Европската унија, на која го потребувал уставното име на Република Македонија. Грчката делегација, во која биле и министрите за надворешни работи Никос Кодзиас и за одбрана Панос Каменос, веднаш реагирала, а постојаниот представник на Грција во НАТО ќе испрати и протестна нота до генералниот секретар. Во Грција исто така се потсетува дека изјавата на Столтенберг доаѓа само еден ден откако поранешната американска државна секретарка Медлин Олбрайт за време на конференцијата на Универзитетот Џонс Хопкинс во Вашингтон исто така го употребила уставното име Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика соопшти дека 24 мај оваа година, недела, Свети Кирил и Методи, денот на сесловенските просветители, односно 25 мај понеделник согласно со Законот за празниците на Република Македонија, е неработен ден за сите граѓани во земјата. Британската кралска морнарица покрана истрага против Вилијам Мекнили под обвинение дека е загрозил безбедноста на британската нуклеарна програма. Мекнили јавно предупреди на бројни недостатоци во нуклеарната програма Тридент, тврдејќи дека во подморницата која носи проектили со нуклеарни глави е полесно да се влезе отколку во ноќен клуб, а извештајот за тоа на 18 страници го доставил на Wikileaks. Британските власти изразиле длабока загриженост поради изјавата на 25-годишниот свиркач, како и поради податоците што ги споделил со Wikileaks. Британската полиција распишала потерница по него затоа што ја изложил на ризик кралската морнарица. Тој најави дека денеска планира да се предаде и дека за неколку дена ќе се врати во Велика Британија. Се соочува со можна казна од доживотен затвор.